Интуиционализмот представува поширока концепција за универзалноста на човековите сознајни и духовни моќи, отпор против нагласениот рационализам на логиката и владењето на екзактниот метод на науката. Главен представник на интуиционализмот е Анри Бергсон, роден 1859 година, живел до 1941. Бил најпознат париски професор, наречен филозоф-поет, заради стилот на неговото пишување. Неговите најважни дела се Творечката еволуција, есеј за непосредните факти за свеста, за смејата, два извора на моралот и на религијата. Бергсон во однос на науките и философијата вели: науките имаат вредност и потребни се во животот, но апсолутното може да се открие само со филозофски пристап. Својата инспирација ја наоѓа од идеите за слободата на творештвото. За него човекот е само продукт на своите решенија, тој се создава самиот себе. Ставот на Бергсон во однос на волјата е дека таа и претходи на свеста. Актите на волјата се пред мислата. Суштината на се што постои се открива со интуицијата. Со неа може да се согледа динамичноста на животот и да се открие вистината за реалноста, наспротив природно-научните сознанија кои се статички слики. Во сите животни појави Бергсон открива агенс наречен животен елан, елан витал, што значи полет и подем на животот. Според Бергсон постојат две основни етички тенденции. Првата е попримитивна и уште доминантна во општеството, изразена со притисок врз личноста да реализира нужни морални норми, затворен морал. Втората, настанала подосна и резултат на духовните човечки квалитети, се представува со прогресивниот дух на слободните личности, отворен морал. За Бергсон, висшиот тип на луѓе представуваат исклучителни личности, херои на животот кои понудуваат представа за апсолутна моралност. Морал не широко познат во општеството, чиј извор не е заедницата, туку нивната интуиција. Морал не на сегашноста, туку на иднината.